Ја сватив јас намерата, не зборувам дека сте го донеле со лоша намера, но само дилемата ми е тука, ве сваќам дека сакате да им излезете на оние кои што работат во примарно, секундарно или терцијарно здравство да можат да аплицираат. Но доколку ние ја укинеме програмата од Министерството за здравство, прашањето е дали овие кои што сега се на платена пракса ќе им наметнеме услов да морат да бидат вработени па за да се исполнуваат услов за да специјализираат. Дали ме разбирате? Затоа што и стажот и искуството се докажува со стаж, со потврда од Агенцијата за работување. Нема искуство, ќе ти дадам јас на печат си работел ти кај мене. Се знае како се докажува. Работниот стаж е изедначен, работното искуство во моментов е изедначено со работниот стаж. Тоа правно е така 100%. Затоа знам, треба да им се излезе во пресред на оние кои што се вработени да можат да специјализираат, затоа што нели си имаат работен стаж, не мора да бидат по програмата на Министерството за здравство, но доколку зборуваме за укинување на овие 6 месеци пробна работа или стаж, треба тоа да го направиме за сите. И оние кои што сега се на платена пракса или биле во претходно и кои што во иднина нели нема кој укинеме програмата на Министерството за здравство и оние кои што веќе го оствариле како вработени луѓе. Само тоа беше, сакам да кога носиме решение да внимаваме да не направиме па друг проблем. Само тоа ми беше идејата, бидејќи имаше реакција од младите лекари, јас успеав со вас со кој што можев како здравствени работници да поразговарам, но вистина да не избрзаме. Ако треба па и да почекаме некој ден, вистина да се согласиме и да направиме едно законско решение со кое што нема да продуцираме во иднина проблеми, па после на второ, трето читање или повторно предлог закони, нови амандмани, само тоа. Иначе ви ја сваќам намерата и е во ред.